ако разгледуваме како кинеските активности во Македонија се вклопуваат во овие планови, гледаме дека од една страна економската соработка, а од друга страна сите активности за јакнење на кинеската мека моќ, на она неформално влијание преку различни видови на people to people, нели P2P соработка, се навистина во полн ек. Сепак, кога станува збор за економската соработка, има повеќе ограничувања кои што произлегуваат пред се од таа асиметрија. Ние сме малечка држава која нема што многу да понуди работи кои што би ја интересирале Кина или кои што би биле од клучно значење за Кина. И во тој аспект економската соработка е во голема мера асиметрична и не води кон некое максимизирање на нашите интереси како држава. Од друга страна, ако зборуваме за меката моќ или за културната соработка на различни полиња, тука Кина навистина има поголем интензитет во наметнување на активности за соработка, нови иницијативи и во соработка со чинители кои што се надвор од владата, значи општествени чинители како универзитети, медиуми, па дури и граѓански организации, што представува промена во однос на начинот на кој што Кина историски и наназад се однесувала кон различни држави. Значи Кина секогаш соработувала на ниво на влади, значи централизирано. Меѓутоа последниве години гледаме дека таа соработка се повеќе се пренесува на некој начин во таа неформална или невладина област. Секако Кина ги смета сите држави за свој потенцијален сојузник без разлика на големината, затоа што кога ќе видите на пример како се гласа во Генералното собрание на Обединетите нации или во други меѓународни организации, гласот на Македонија има исто толку голема тежина колку гласот на Кина или гласот на многу поголеми држави. Во таа смисла Кина настапува отворено кон сите држави, големи или мали, демократски или авторитарни системи и се обидува да ги привлече во незините амбиции, цели и влијание. Токму на тоа мислев кога реков дека Кина се води од многу прагматични побуди, без разлика дали е тоа интерес во мултилатерални организации, економски цели и така натаму. И Кина, за да има соработка со некоја држава, не е пресудно или воопшто не влијае дали таа држава е во ЕО, во НАТО или пак има различно државно уредување од тоа што е Кина. Односно, Кина има план за соработка со Македонија, иако ние сме надвор од ЕУ, иако ние сме во ЕУ, и воопшто не именува дали ние ќе влеземе во Европската Унија. Многу држави членки на Европската Унија имаат далеку поинтензивна соработка со Кина од нас. И во тој контекст за Кина ќе биде од интерес да има што е можно повеќе сојузници на масата во Советот на министри, да кажеме, на Европската Унија, кога ќе се донесуваат одлуки. Секако на Кина и одговара и додека сме надвор од Европската Унија, затоа што може да ги користи различни празнини или недоречености во усогласувањето со Европската Унија. Фактот што, например, ние немаме механизам за скрининг на странски директни инвестиции, немаме регулатива за истрага за субвенции во јавните набавки, понатаму разни коруптивни сделки, знаеме дека корупцијата е сериозен проблем, доброто управување и за Македонија и за државите од регионот, така што Кина ги користи на некој начин сите тие слабости во нашиот систем за да ги промовира, да ги унапредува сопствените интереси.